Ние кога се гледавме со господинот и кога се гледаме со Гаши, он Македонија си ја чувствува и они сега седнати на разговори си кажуваат кој како си ја чувствува државата. Не, Види, да не се лажеме. Види. Одговорите му беа добри. Да, Дури и одговорот за Африм Гаши ми се свиеше. Ова сериозно го кажувам, ми се свиеше одговорот за Африм Гаши, кај што му кажат да се извини како ако е така, како што кажал, тогаш ќе барам од Африм Гаши веднаш да се извини на македонските сега граѓани. што рече да сме сериозни. Реално тој одговор е одговор кој што го очекував во најмала рака да побара од Африм Гаши извинување. Не очекував да го ублажува со ако е така. Бидејќи е така, значи сите го видоа, ја видоа изјавата на Африм Гаши. Како може премиер да не знае дека било кој од политичарите што кажал каква изјава дали што може да и не он знае. сега нема да знае. Африм Гаши вчера цело време синоќа трубевме, зборевме, Значи, денесот Сабајле. Може да не знае, Како може не е да тоа не знае? Си исклучено. легнал порано, треба мандат Сабајле да знае. Значи да, он можел да не знае. Ја не се согласувам, Окей, не може да не знае. Абе сега окей, еве вика не знаел, окей. Добро, ќе го и седеме еве за од збор. која дозна, Да. до сега веќе требаше да се јави Африм Гаши да се извини и толку. Да, сакаат луѓето да видат видео од прашањето и од Мислам дека изјавата. се подготвени така. Спремно е, ајде да видиме како изгледаше прашањето и одговорот на професор доктор примариус Оптимус Прайм, мандатар и Generous God, господин Христијан Мицковски. Да, се клатеше, точно. Господин Мицковски, две прашања имам за вас. Првото прашање е коментар на изјавата на Африм Гаши дека неговата татковина е Косово. И второто прашање, може ли да откриете од која влада ќе земете кредит од милиарда евра со добра каматна стапка? Јас не сум ја слушнал изјавата на господинот Африм Това Гаши. седен имаше на изјава. Не сум ја слушнал изјавата на господинот Африм Гаши. Јас мислам дека неговата татковина е Македонија и од тоа што јас сум го разговарал со господинот Африм Гаши, сум слушнал лично него дека наша заедничка татковина е нашата заедничка Македонија. Не знам, за таква изјава не сум слушнал, но ако има таква изјава, тогаш мислам дека треба да им се извини на граѓаните на Македонија. И тоа треба час поскоро да го направи. Бидејќи од тука тој зима плата и од страна на македонците, албанците, турците, србите, власите, бошњаците е избран за претседател на Македонското собрание. Ta kena të ndjesi, por për mua është, si më thonë, Adheu, është vendi i prindërve të mi dhe bashkëndjej me gjithë shka që ndodhë në Kosovë. Dhe më thonë, nuk ka asnjë proces politik, ekonomik, shoqëror, që nuk e ndjek atje dhe e ndjek me shumë. Реално, добар одговор да. Најреално. Реално. Види се вака кога повторно го слушам одговорот, некако малку ми е излите. Па добро, ја не Затоа што откажав. ние кога зборевме, кога се гледавме и они збореле, он Остај, Македонија сега како ќе ја пуштам. он Македонија како ја чувствувал. Некако не ми лепи баш Овој муабетот. одговор, на пример, значи во Ние кога се гледавме со господинот и кога се гледаме со Гаши, он Македонија си ја чувствува и они сега седнати на разговори си кажуваат кој како си ја чувствува државата. Не, Види, да не се лажеме. Види. Што да видам? Мицковски рече, Ова е лага. Мицковски рече со една, сега ме потсети еден бивш дипломат, со една многу фина дикција, кажа дека тој мисли дека Африм Гаши смета дека Македонија му е татковина. Тоа не го забележавме преска. Како и да е, ја мислев дека нема да го ублажува одговорот, мислев дека ќе оди директно на ќе побарам Африм Гаши да се извини на македонските граѓани, мислев дека ќе оди така, не мислев дека ќе го ублажува со тоа, ја не сум го видел, не сум ја видел изјавата, ако е така и трт-прт. Мислев дека нема, како и да е, на крај побара, апелираше до господинот Гаши да се извини за тоа што кажал дека Што правиме вака дека Гаши? бил косовски, дека неговата татковина е Косово, иако во одговорот рече срам да му е де факто, практично тоа значеше срам да му е, он зима плата од македонските Знаеш како граѓани
она, тоа му значеше на Мицкоски. Знаеш како И со ме една потсети? таква дикција фина го каже. Со една таква граматичка точност. Така се постави со Со една ли така се постави како една политичка грамада. Мечка, шо збориш? Прекрасно. Шо збориш, бе, Мечка? Што зборам Кај практично? таа грамада ја виде тука? Аби се, Ти тоа не кој се знае гледа на таму камера. да не ви дадоа бе розови научари? Не се гледа на камера. Страшна клават работа. нешто во пијачките на Страшна работа. Ова, уште еднаш Мечка нема да оди на Не бе, јас пресо. си пиев од мојата вода. Ете, не било до воздухот. Знаеш, ме подсети Љупчо Георгиевски на времето, што и да му кажеш, он секогаш вика, што збориш? Прв Уште пат така слушам. кажува. Вистина. Леле, исто. Така и Мицко. Сите знаеме, сите слушнавме, само Мицко не знае, он не е од тука. Добро, еве, ние утре ќе го прашаме Гаши дали ќе се извини. И Да, тоа ќе што го ќе ни прашам. одговори, ќе го пренесеме, ќе го напишеме. Така тоа во е, твоја Леонид Антоновски вели, то во живо возбуда плюс е. Така е, брат, многу ја бе возбуден кога го видов. Мислам, еднаш се гледа таков, еден таков полубог на македонската политика. Тој е полубог, тој е демигод, полугод, полубог. Све само најдобро. Полубог? Херкулес. Ма каков Па, Херкулес он бил е... Херкулес бил Ситна риба, добро. ситна риба дучанчина. Ова е полубог на македонската политика. С таква една прецизност и една таква прекрасно. Викам, Мечка се понашаше како да е државник, Мицка. Па државник. Како да се понаша со државник. Баш ка толку инвестиции најави, милиарди, проекти. Здравството ќе биде подобро, задоволни полицајци ќе имаме. Како да не се однесува како со државник? Не. Имаше чувство како со Орбан да си на Не, имав пресконференција? чувство како да сум со Шалве, како беше тој? Шарл Мишел. Шарл Мишел, Шалве, Шалве, малве, Да, добро. да. Шарл Мишел. Тако чувство имав чувство како да сум на пресконференција на Ангела Меркел. Добро, не е добра аналогијата. Не. Како на пресконференција со Мечка, Не како знам. си, вака ме интересираше Толку кога во те душевно, виде. не знае како. Да, нема ни зборови. Со Кисинџер, со Кисинџер, така се. Ето. Мечка прв пат остана без збор. Не бе, не сум останал без збор, го заборив Кисинџер кога се призвал. А како? Види, Мечка, Заев кога беше, после тоа мислам дека и више немаше ни пресконференции. Заев постојано имаше трауми кога се појавиш на пресконференции. Мицко, кога те виде вака одамна се немавте видено, кога те виде Си Па не. израдува. се израдува се. Не, му беше мило што сум таму. Да. Абе, ти реков ја не требаше сам да го пуштаме. Не, му Не беше. беше сам, беше со колегата, ама... Добро, Иван, бил, а не бил. Не, Поздрав, беше, Иван. Да. Ама сам да кажам, му беше мило што ме гледа таму, нели, на тој свечен чин, на добивање на мандатот. Мислам, тој свечен чин за него и сака најблиските да му бидат Да му околу. бидат околу. Сега Да. може не сум му најблизок, ама сум му... Ја најдобро му мислам. И да, сум му еден од најголемите фанови, ако не најголем фан на Мицкоски, мислам. На таков полубог кој може да не му биде фан. Каков полубог тоа? Е бог. Не, он е Не, полу. нема се. Не, он е поскромен човек. Он е поскромен. Поскромен е, он е полубог. А иначе мислам јас Кај му ти мислам текна само сега полубог? ја му мислам само добро. Значи ја кога го критикувам, он треба се он се попра и стварно се Знам. поправа. Што е за факт? Моите тези Дури ги да, користи, збор да. за збор. Добро, сега да не бидам ја, мислам моите тези. Сега па да не Сигурно излезе ги дека мислам Мечка претходно. работел. Не. Дека Мечка работел за Не, Мицко. Мицкоски тие Не, Мицкоски тие тези ги зборела, ја сум предходно сум ги Има компилирал. препишано, да, ме. Да, јас ги имам препишано, а сум го подсетил него само дека тие тези се негови и он ги користеше. Да. Дечки, вие Види, имате ако- екипа, може да вака. чекајте еден коментар да. кај што вика дека можеме да направиме телевизија со турски серии. Дали мислите дека Инфомакс ќе пушта турски серија па телевизија? Види, има турски серии кои што стварно се добри. Сулейман Величев. Па добро, затоа реков ста. Не може да ги Има- подценуваме има- турските серии. Има турски серии. И што се современи многу има добри. Да, на пример оваа со Влен. Која со Влен?
А пак, ние нема потреба да правиме турски серии Имаме. секој ден има удржавава наша шо. И што би рекол Боро воли на другите може да гледа. Може. Чак Гизе, еве. Да. Добро, и тоа беше мојето, дека ќе ја развива економијата, ќе ја намалува невработеноста, ќе го среди здравството, срамота е 100 дена да немаат луѓето хируршки сали, каде да се оперираат. О, Чисто- јас ако отидам, со гледачите се изборам. Стварно е срамота да нема 100 дена хируршки сали, дури кажа дека го минираат сега, За образование го минираат. не и за салите. Сега пред да си одат они им текнало да го прават тоа со салите да ставаат они нови кислороди. Значи го минираат. Како бе го минирате, уште не е ни чек. премиер, мандатар, Па да. ко пратени го Не, минираат. Не, ја минираат идната влада, тоа значи сега ќе му направи проблеми за он кога ќе влезе во Ако влада да да он влезе ќе со ги проблеми. реши, Ама нема не, проблем добро, он што кажа нема дека да го реши. минираат. Ама како го минираат? Значи со таравари заедно ќе ги решат, јас не се сомневам во Да. тоа. Предходно исто беше Многу таравари. оптимисти, министерство. ај, Мечка беше на водно, а ти Александра не беше на водно, тука Ме работевме фати заедно. вака магијата. Како мене никаква магија не ме фати. Зрачеше Мечка, ја го осетив до сонце. Да? Ајде. Да. Сара, само ја и ти тој не гајгерот сме. да не сум радиоактивен. Само ја и Сара не сме озрачени. До толку не мери гајгер. Да. Ќе го прегориме. Не кажа и дека во образование... Еве, направат Гоки вика конструкции. наредната да одиме или јас, или Двете ќе Александра, да одиме, пошто Мечка вака... Ја мислев тоа и затоа почнав со Заев. Сега очекувам кога ќе отиде исто да му се стемнува на Мицко, не да му се просветлува кога ќе те види. А, не. Ајде да не кажам, не кажам една изрека Не, кавадаречки. сега кажа, на пример, он на пресконференцијата рече дека програмата 1198, таму во таа програма се содржани сите решенијата на сите проблеми во државата и мислам дека таа треба да ја патентира и да ја пријави во Фонд за иновации. не во комисијата за доделување на Нобелова награда, бидејќи во таа програма 1198 се содржани сите решенија за сите проблеми, меѓу другото веројатно има и решение за проблемот со гладта во Сите Нобелови ќе ги собера, да е економија. нема Јужна Африка глад бе, у Судан. И се согласувам со тоа. Ја имам мислам дека и таму има решение и за многу други работи. Значи, он мислам дека ги има сите решенија, има решение за спречување на глобалното затоплување. Тоа е многу сериозен проект. Леле, Мечка. Па има, ама председателката Силјановска Давкова Рече во дека програмата имаше посебен дел за воздух за глобално за воздух. И затоплување. многу ме интересира Да. што би направила председателка. Ќе оди на форуми кај што ќе се зборува за У еден момент, Што она ќе у каже еден момент, изгубена они мислам дека ќе закажат, со Вселената? не они ќе закажат сите граѓани домови во Македонија да ги пуштат климите да се олади и у еден момент сите ги отвараме прозорите и одма ќе се олади. Што збори? И загадувањето ќе го снема така, 2 со 1. Турската дупка одма ќе затвори. Одма. Ќе се смрзне. Они и плюс ќе има нови тие од мраз, како се викаат кај што пливаат мечки дебели. Имаат они решение. Јас затоа кажав, таа програма Не. во која што Мечка, ја утре викам некој да те исчати тука тебе нешто не те арно. Да. Ја викам владика кој да е. Ја може и така, поише попови да исчатат, ова не е нарно. дали има решение за стаза на мотори мечка да не вежбаат моторџиви Лин Енгел на водно. Ќе има министерство за Па спорт. ете Борко, не знам дали ќе биде министер, Нема му врска ветил на кој да Мечка е. рече. Значи министерство за спорт ќе има, еве гледачите на Инфомакс Абе како сега Министерство за спорт? Во програмата 1198, меѓу другите решенија, он има решение и за како моторџиите во Македонија да научат како се лежи мотор. Значи како се легнува под 40 степена. Абе Мицко пешки не знае да оди мотор ќе ми Остати сега, кажува. Мицко. Абе не ме Ние збориме за забрекавај. моторџиите. Да. Може мене ќе Како ќе те Може мене ќе разбере? ме ангажира за да го решиме Значи проблемот. можеме агенција да направиме, Мечка Значи, директор ќе биде и готово. За моторџиите како да го легнат моторот под 40 степена. Пошто ретко кој
Ова сите се прават моторџи. Овдека само Дармар З знае испод 40 да одигне мотор. Ја да си направиме инфомакс. И тоа Дармар има, како се викаше тоа? Hyper retard. Дукати. А инфомакс возење да си направиме едно. Тие што имаат Кај ќе мотори. возиш бе, Александра? А мислиш што луѓево да ги Да. повикаме? Тие што имаат мотори. Чекај стазата, еве колку е, пошто е многу верува мечка во идната влада. Јас не ја докажав мојата Мисла да имаше некоја? Да, Извините, мојот прекинавме. предлог, програмата 1198 да се донира во не во Обединетите нации, да се донира во како се каже оној музеот у Њујорк? Кај се, па ние у Њујорк да донираме? Не, тоа е на светското наследство. Музеот. Ние нашето наследство го изгубивме, светското ќе Ама го помагаме. тоа е, не, програмата 1198 е нашиот светско. 122. Нашиот светско, таму ги има решенијата на сите проблеми и кажа дека господин Мицкоски дека во таа програма се содржани сите решенија на проблемите и дека тие решенија ќе се имплементираат во наредните 4 години. Иако кажат дека заради ребалансот на буџетот до крајот на оваа година малку потешко ќе оди реализацијата на 1198 проекти, бидејќи овие го направиле буџетот петарда, овие СДС и Па други. ребаланс може да направи. Не, па речем ќе прави ребаланс, Па ама ќе пошто направи бил буџетот сигурно. направен петарда, Он ќе направи динамит. ќе малце граѓаните ќе се воздржат, сепак ќе има покачување на пензиите, но нема да биде Од 100 покачувањето на нивото на кој што го ветиле во 1198, но сепак ќе има покачување, ама рече во вториот квартал, не, во првото полугодие од наредната година ќе има уште едно покачување, така да они ќе покажат 5000 денари за помалку од една година, што е прекрасна вест за сите пензионери кои што останаа во Македонија. А другите да не ја здисуваат многу. Значи, А другите да не ја покачувањето има. здисуваат, Да. виши авиони нема.